Дивата круша, дивата јаболка, црешата, костенот и оревот се само дел од ендемските шумски диви овошки кои повторно ќе се најдат на падините на Беласица, Огражден и Еленица. Истите со текот на времето исчезнуваат на природен начин или пак се мете на дрвокраците. За зачувување на овие видови диви шумски овошја, шумското стопанство Беласица од Струмица веќе гаи садници во сопствениот рассадник од семињата на истите видови. Ќе опфатиме се што има на терен, значи ќе се она што опстанало, што го има, што е автохтоно ендемско тука, ќе се обидеме да продуцираме растение од тоа семе и истото да го вратиме. Исто така, еден од моментите кој што мора да го спомнеме е дека сакаме да направиме малку промена во однос на моментите денот на дрвото, да не биде она монотоно садење со оние иглолисни култури како што се црн, белбор, дуглази, смрчи и така натаму, да одиме со нешто различно, а тоа е конкретно пошумување со овошни диви видови. Со оглед на фактот што за прв пат ќе бидат посејани на автохтоните подрачја, надлежните ќе настојуваат истите да опстанат, превземајќи ги сите неопходни мерки за заштита. Сето она кое што го налага законот, нашите можности, ќе им го пружиме на овие садници. Значи, ова е проект кој што го започнавме минатата 2015 година. Сега веќе имаме одредени двогодишни садници, повеќето се едногодишни. Значи, се работи за неколку илјади садници, бројка која што не е мала и мислам дека континуирано во текот на наредниве години ќе продолжиме со зголемен обем на работа во овој дел. Од подрачната единица се надеваат дека примерот на Струмица и проектот за зачувување на ендемските видови на дрвја ќе го следат и другите подрачја во земјава со цел одржлив автохтон развој на шумските предели во Македонија.